Над 90% од предложените кандидати за амбасадори се кариерни дипломати, тврди председателот Стево Пендаровски. Тој вели дека листата која вчера го мина владиниот филтер била составена со заеднички консултации. Имињата ги знаел, но одби да ги коментира. Смета дека целата постапка за назначување на новите амбасадори во странските ДКП-а треба да заврши пред распуштање на парламентот. Избори се ближат. Доаѓа на 3 јануари чинам техничката влада. Меѓутоа многу битен датум е датумот на распуштање на собранието. Смислам дека тоа ќе биде околу 11-12 февруари. После тој датум не можете ни да вработите, ни да унапредите било кој службеник во државната администрација, а не пак да праќате амбасадори. Значи тоа е една временска одредница, што ќе се заврши до тој момент во смисла на амбасадорите ќе се заврши. Пратеникот Антонио Милошовски преку социјалните мрежи алармира за судирни интереси. Според него, назначувањето на професорот од правниот факултет Мишо Докмановиќ за амбасадор во Тел Авив е контрауслуга од министерот Димитров, оти професорот пред 2 години одобрил стипендија за неговата ќерка. Милошовски апелира до антикорупцијската комисија да го испита случајот. Невообичаено за администрација, комисијата се состанала веднаш на 4 август 2017 година, истиот ден кога е формирана и по итна постапка го разгледала и одлучила по барањето на ќерката на Димитров да й биде доделена државна стипендија во висина од 40.000 евра за секоја година од студиите во Холандија. Со ваквата одлука комисијата овозможила член на семејството на министерот Димитров да оствари приватен интерес и материјална корист. Вчера и од македонскиот дипломатски синдикат ги обвинија надлежните оти брзаат да ги пополнат македонските амбасади по стариот закон. Бидејќи според новите законски измени кои се подготвуваат, дел од предложените дипломати не би ги исполниле строгите критериуми да заминат на служба во странство, велат од синдикатот. Владата зад затворени врати ги потврди имињата на 19 дипломати. За сега известно е само името на екс-советникот на премиерот за надворешна политика Дане Талески, кој ќе замине на служба во НАТО. Неофицијално, Сашко Тодоровски ќе биде амбасадор во Советот на Европа во Страсбур, Данчо Марковски во Тирана, Шпреса Јусуфи во Приштина, Васко Грков во Белград и Мишо Докмановиќ во Тел Авив. Функционерите на Дуи Милаим Фетај во Загреб, Шабан Јашари во Катар, Фатон Бејта во Копенхаген и Рами Реджепи во Рим. За позицијата во Обединетите нации во Женева ќе се бира помеѓу Андреј Жерновски и Теута Демјаха.